Здраво на сите. Како што гледате, возиме по еден многу интересен пат. За да започне денешната авантура. А за брзо ќе ви кажам која е нашата прва пречка, уште кога веќе не е почнала нашата авантура. Како што веќе знаете, одиме на голема авантура, јас, Симона, Иво, Ангел и едно другарче Ненчо. Но тие една работа не ја знат. Јас не знаев и таа работа до пред 15 минути, но тие не ја знат воопшто. Климата во колата е седната нога в гроб. Од едната страна дува ладно, од другата страна дува топло. Тоа значи дека не дува. Односно дува, ма исто ко да не дува. Јас мислам дека тие очекува дека има клима. До вчера се возевме, имаше клима, така што тоа ќе биде малце проблематично, затоа што нашата авантура ќе биде долга, надворе многу топло, уште во 9 сатот, односно нема ни 9 сатот, а веќе пекол. Треба да се прилагодиме на условите, ќе видиме 5 луѓе в кола, некако ќе преживуваме. Во секој момент го очекувам Ангел да дојде. Целата работа што уште не тргнат ги имаме вториот проблем. Иво го нема. Не знаеме што се случува, најверојатно спие. Големи се шанси да треба да одиме дома и да го разбудиме. А Ангел треба во секој момент да дојде тука. Треба да направиме и пазарење, тоа не е сега во план. Што се има овде десен? Оче врнеше нешто да е. Ангел веќе пристигна. Здраво на сите! Многу време се немаме видено, јас предпоставувам. Имаш многу добра предпоставка. Предпоставката Не знам од кај ги придоби тие информација, ама многу добра предпоставка. Предпоставката ми е, мислам, на место. Да. Сега една работа не ти имам соопштено, а таа работа е дека во колата климата нешто од денес почна да зафркава. Не ми е прв пат без клима да се возам, значи... И мене не ми е, страшно. ама си имав навикнато да има клима, ти долго време имаш. Да, А пред тоа немаш. Јас без клима, со значи, ова кола имаме одено до Хрватска. Значи, едно на 45 време степени. имаше, па немаше, па се имаше, па пак нема се. Значи немаше многу долго време. Некој црево нешто таму беше скинато и да тури што, како се вика, фреон се вика за климата? Да. Реално ме инвезе да дува ладно. Да, и излегваше, течеше, затоа што цревото беше скинато. Добро. И сега, тоа го направивме пред една година од прилика, да речеме. Ја дував, значи ја преусисав. И сега овде дува ладно, а таму дува топло. Во моментот не дува воопшто, ти исклучен. Од двете дува сажешко моментално. Добро, тоа си е обично, иначе е исклучено. Добро, не е страшно, ние сме силни авантуристи. Мислам дека најмал предизвик ќе биде ова за нас. Готово. Се треба Иво да го собериме. Тоа е поголем А предизвик. Иво ќе е поголемиот предизвик, оти не крева на телефон. Не знаеме што прави, да спие, ама ќе видиме сега, за брзо ќе дознаеме, мислам. Вчера вечер игравме фудбал Да, може од и фудбал, можеби да. тоа го има прекршено на 2 дела, Иво. Може и на 3 или на 4. Пред ние да се обидиме да го разбудиме Иво, треба да го погодиме пинот од зградата. Вчера или не, пред 2 дена кога бевме излезени, го прашав за пинот, од прилика го знам, ама не знам дали ќе го погодам. Треба и тоа да видиме дали ќе успееме, затоа што ако тоа не успееме, Замислим, излези ерор да не локаутни онака, не може да го внесеме. Никој да не може да влезе и да излезе. Цела зграда да се заклучи. Тоа ќе биде интересно. Јас тогаш друго чекав Иво 10 пати го пробав. Цифрите ги годев, ама редоследо на цифрите. Редоследо, гледаш. На Иво сега мојме дома по извршители. Значи има заостана толку, 1 сат и 15 минути. Не, 2 часа се накина. 2 часа? Сега ќе треба да ги наплати. Само немаш камата му рачунеш, на тоа ти појќе во зијан бегуваш. Како ако рачунеш камата на времето што каснил, ти треба касни појќе. Так. Тука сме. Ајде видиме. Дома саме стварно. Да. Нечуваме да бомбардираме. Да. Замисли ова не го Не, тој ќе би го слушнал од шофирот, не знам, по-голема шанса не знам. Да го вскорним. Иво, дете излези. Ако ова не го разбуди, заслужува да спие онак. Абе, не знам дали заслужува.
Ние дојдовме си ја платиме тие 2 часа. Дали ќе ги наплатиме? Ајде добро бе, најде. Извршителите дојде на брата. Да извршиме тоа. Да извршиме, 2 часа имате долг. 2 часа? Дички, Оне футбол вчера. мав ни е план. Ајде, спиеше? Спиев, а телефонот изгледа на сајлент. Изгледа или си го чу. Спремаме се. Ајде, чекаме. За влез во зградата имавме многу неуспешни обиди, но во вистинскиот момент се појави човек што влезе во зградата и ние влеговме заедно со него. Значи 300 комбинации пробавме како да влеземе и пак не знаеме. Багажо полн скрос. Само да направиме проверка на предметите. Пасошо дали ти е тука? Пасошот, да. Пасошот, ете го пасошот, го најдов. Добро е. Моментално сме скоро во полн состав. Тебе Ама уште сепак едно дете. скоро. Скоро, да. Тој процес кај нас трае и трае. Од секогаш траеше. Од секогаш. Треба да земеме сега овошје, дојдовме и после мислам дека официјално ќе почни одењето кон Мариово. Ако најдеме и паркинг пред се, Ете го, ете го паркинг. овој кој за нас ни чекал. Да. Минеш. Поминеш. Ете сме. После ни излегување само право, Ако нема пол. излези кола. Останатиот член го видовме како се движи. Направивме едно големо пазарење. Можам да му препуштам ниво да кажеш што се Значи, имавме повеќе дилеми, сакавме да се име и лубеница, ама не зедовме, после многу преговори. Зедовме смокви, зедовме праски, од кои двете мислам дека се увоз, бидејќи цените беа плафонски, а оваа година времето не благослови со наши овоше, од наши македонски градини. И така, се упатуваме кон Мариово со нашите овошки, овошки и крушки. овошки и крушки. Само крушки немало. Крушките беа 250 кило. За крушките ги требаше еден да го оставиме таму да работи, другите да на Мариово. Да крева гајби, да Тоа е помага, да бриши, да ги прска со вода, да прскава свежо да изгледаат. да ни се јави, да како се врвиме, да не праша. Дали е ладна водата, кај што ќе се капиме. Сега имаме повеќе места кај што сакаме да застаниме. Има водопади, ќе има една река кај што ќе се капиме, ќе има цркви попат што ќе ги видиме. Мислам дека имаме полна агенда. Ти прега спомна дека имало во Мариово Брат, повеќе види го. цркви од глава на жител. Види го. Има привезок. Сними го, сними го. Леле, Знаеш како за фрлање, ама не е за фрлање. Точно е дека има таму многу цркви, точно е дека нема луѓе, така што големи се шансите да има повеќе цркви од луѓе. Дел ќе ги посетиме, ќе видиме колку е пристапно местото за возење. Ако мјацкам ќе се слуша? Ќе клај Бован антимљацкање филтер на премиер. Лаговарди. 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 Има напишано во лаговарди на германски на полицата. Мора и лаговарди е. Комуна е. После Битола најдол. Како мирен живот. Битола кај имаш тркој. Новаци има, гледаш? Новаци муниципалите. Новаци момципалци. Стигнавме во Суводол, тоа е село одма после рек. Село без кујки нема, барем јас не гледам, ама има езеро.
Таму ловат риби нешто или за што е намената на езерото? Тосканија, ама ти како главам. Не знам Требало да има рибче некој. дали има со рек некаква поврзаност, не знам. Или е скроз како одделено од рек. И јас не. Тоа е мистерија. Мистерија останува. Тој што знае нека пише во коментари. Сега првата мистерија ќе ја решиме, нашата прва црква на која што наидуваме тука. Па ќе ја истражиме. За старт. Да видиме, има една кола. Не сме сами. Симона почна ризични работи да прави, некои скакулци фаќа. Си игра валцер со него. Што му правиме сега? Да го испитаме скакулецо? Дека не се ние. Каква? Ама една нога лево отико да нема. Овде. Има. Ајде да го полетаме сега да скокне. Нема. О, Пушти го да со една летне. нож, нема да летне. Да скокне. Си замина. Ах, Затоа ја успеав да го фатам. нема брза помош во сува доли, затоа вака. Нема кој да го лечи.